понеделник продолжува комисиската расправа за 6-месечниот извештај за специјалното јавно обвинителство. Останаа уште доста прашања кои што претениците сакаат да ги постават на специјалната јавна обвинителка, но истиот ден е на дневен ред ставено истиот овој извештај и пред сите пратеници на пленарна седница, така да за сега е неизвестно, нема информации дали ќе стаса и пред сите пратеници. Имаше обид вчера попладне да се предложи да има и викендов комисија. Јанева рече дека поради приватни обврски не може да присуствува. Опозицијата предложи без неа да продолжи расправата, евентуално да прати некој друг од специјалното јавно обвинителство кој што ќе одговара на прашањата на претениците. Власта, владеачкото мнозинство, претениците ова не го прифатија, рекоа дека единствено Јанева како раководител треба да го застапува овој извештај пред пратениците, што за опозицијата беше протолкувано дека е обид да се одолговлечи за нестаса пред комисијата да се разгледува извештајот на државниот обвинител Марко Зврлевски. Претходно да кажам само дека следната недела исто така извештајот на СЈО треба да се најде и пред Советот на јавни обвинители. Јанева, како што најави, треба лично овој пат да им го образложи извештајот на своите колеги во Советот на јавни обвинители и се очекува дека имаат и тие прашања за неа. Како што кажи, ти 3 дена имаше бурна расправа во комисиската расправа, многу жестока дебата, поставуваа прашања и власта и опозицијата, имаше критики. Власта најмногу претениците забележуваа поради незината изјава дека собранието е нелегитимно. Исто така ја критикува и затоа што не откри дополнителни информации за финансискиот извештај, ја прашуваа дали има капацитет за сериозни обвиненија од организиран криминал и исто така дали е селективна, односно зошто само градоначалници обвинува, односно води истраги кои што се од власта. Опозицијските претеници пак и дадоа поддршка на Јанева и ја прашуваа кои се тие институции кои што ја блокираат нејзината работа, ја прашуваа и за други предмети, дали има предмети за лустрацијата, дали има предмети за поранешни и актуелни функционери во власта. Јанева на дел од прашањата одговараше, за дел не сакаше да коментира, побара собранието да ги изгласа измените што ги предлага за законот за заштита на сведоците, исто така побара да се одложи, да се продолжи рокот од 18 месеци во кој што може да поднесува обвиненија и обвини дека некои институции ја блокираат во нејзината работа. Овде предлагам да погледнеме дел од вчерашната комисиска расправа во собранието. Според нашите неофицијални сознанија, ама вие ќе ни кажете дали е така или не, сте ги трошеле за разни патувања, за разни хотелски услуги, дури не знам колку сте потрошиле стотици илјади евра за набавка на кафе, ангажирате дополнителен број на правни советници, дури од регионот, од Хрватска, од Италија и така натаму. Вие требаше до денес да излезете јасно и гласно, да кажете пред македонските граѓани која беше генезата на настанување на целиот овој случај. Кој прислушкуваше? Зошто прислушкуваше? За чии цели? До 14.7.2016 година беа фотокопирани и снимени сите докази во предметот пуч, што мислам дека не се малку. Да сумирам, се изгубија повеќе од 6 месеци, може би и повеќе. И немам намера воопшто да одговарам на прашања што веќе сум ги одговорила. Што се однесува до финансискиот извештај, тоа е што е напишано во него, други информации нема да дадам. Ниту сакам да изигрувам адвокат, ниту опозицијата има намера овде да брани. Катица Јанева доволно кажа колку е способна да се одбрани од сите овие напади овде денеска и во овие 3 дена. Сакам да ви кажам само дека Либерално-демократската партија ви дава целосна поддршка во вашата работа, како и целата опозиција. Ние бевме први оние кои што побаравме специјален суд или специјално оделение во судот и благодарам што сите демократски партии во Република Македонија го прифатија тоа барање, вклучително и граѓанскиот сектор, и се надевам дека за брзо време ќе биде возможено во Република Македонија да профункционира и тој специјален суд или специјално оделение.
Извештајот на СЈО и работата на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева денувува паралелно се разгора дебатата на овие теми и по медиумите и по социјалните мрежи. Експерти, политичари, новинари со спротивставени ставови за тоа за резултатите на специјалното јавно обвинителство. Едни понатаму поддржуваат работата на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и велат дека најбитно е што таа ќе покаже во судница, додека пак другите ја критикуваат, велат дека се разочарани од она што го покажала како работа, но и од одговорите што ги дала во собранието. Предлагам овде да погледнеме и ставовите кои што вчера телевизија Нова ги сними на пратеничката Роза Токузовска-Каревска и Јанко Бачев од НДМ. Каде и зашто ги има потрошено парите. Значи, ако го погледнеме извештајот, ќе видиме дека големи средства се доделени на тоа специјално јавно обвинителство, околу 4 милиони евра, да не ги читам сега сите цифри, и од нив само 28,7% се до овај момент реализирани. Еве го крајот на годината сме прашав кога ќе се реализираат останатите средства, а и за овие, и за оваа 1/3 ние немаме извештај. Освен што имаме два податоци, колку е платено по основ на преселување и јавни набавки и за градежните работи и за станарина ние немаме, граѓаните, преку нас граѓаните, значи немаат сознание како се трошат нивните пари. Романската нејзина колешка се жалеше на притисоци на услуги кога ја праша една ваша колешка од една друга телевизија. Вие, господо, ги признавате ли институциите во Романија? Таа од прва рече, да, тоа се мои романски институции. Како може да не ги признавам? Значи, манифестираше еден така големо почитување на националните институции на Романија. Сосема спротивно, како што кажав од госпогата Јанева, таа ги нападна на отворена сцена на таа меѓународна конференција, каде што имаше таму и странски посматрачи. Така да, со еден збор кажано, госпогата Јанева има некоја агенда која што треба да ја одработи. Пред собранието во понеделник попладне е закажан и нов протест на шарената револуција во 17 часот под познатото мото "Нема правда, нема мир". Велат на специјалното јавно обвинителство му е потребна нашата помош, а овој протест го започнуваат, односно го закажуваат поради тоа како што велат Уставниот суд се уште нема закажана седница за разгледување на иницијативата, истовремено власта ја блокира работата на оваа институција, судовите одбиваат обвиненија и барања за притвор на СЈО.